До пред 5,5 децении речиси никој не можеше сериозно да предпостави дека во битолското село Црнобуки, земјоделски крај пресечен од реката Шемница, лежи едно огромно културно-историско наследство сокриено во тукашните ридови и ниви. Се разбира, освен тамошните жители кои тука откриваа разни керамички предмети, монети, накит, украси и што ли уште не, но никој сега не знае каде и како завршуваа. Подосна, еминентните археолози го открија локалитетот градиште и многу други локации со безброј артефакти. Последните истражувања беа есеноска. Откривме неколку објекти за живење, исто дел од улица и доста обемен движен материјал. Движниот материјал во овој момент се обработува, значи се работи за поголема количина на фрагменти од керамички садови, се реконструира. Значи претежно материјалот е негде 3-4 век стара ера, значи македонски период кој што ние го викаме. Исто и еден поголем број на монети, на кои им треба чистење, но првичните сознанија дека се и тие негде од 3-4 век стара ера. Екипата на Алфа деновиве го посети Црнобуки, каде имавме можност од тамошните жители да чуеме како и што имаат откриено. Токора во нивата и најдов то икончето, а та плочата е најдена во долу Врбица кај чешмата. Ако што вика. На зидо е закачена на зидо плочата. Бидејќи во првите истражувања професорот Миколчич развил теорија дека во утробите на ридот кај локалитетот градиште се крие Персеида, престолнината на последниот македонски цар Персеј, тамошните ентузијасти фатиле пат до Италија, каде беше откриен неговиот гроб, пошто римјаните го заробиле Персеј и тој завршил трагично. Според професорот Миколчич, тука треба да се наоѓа градот Персеида. И ние, поттикнати од тоа, во Црнобуки формиравме здружение под наслов Персеида и потоа отидовме во Италија преку пријатели мои, ја најдовме гробницата на Персеј. Таму имавме посета од 5 градоначалници на Италија, во Маљано деј Марси, во провинцијата Абруцо се наоѓа. Со помош на Џорџ Атанасовски изградивме таму спомен плоча, ја поставивме на 3 јазици, македонски, италијански, англиски, и таа плоча се уште стои таму. Меѓутоа, после истражувањата на професорот Лилчик во 2012 година, се појавува нова дилема за градиште дека можеби тука не била Персеида, туку Линк, антички град од постаро време. Постојат теории дека тоа е градот Персеида, постои теорија дека всушност се работи за градот Линк. Двете теории држат вода, значи има доволно материјални докази, нематеријални историски докази за тие градови, материјалните докази треба да ни потврдат всушност за кој град се работи. Според најновите истражувања овде, во градиште, можно е да се наоѓа и градот Линк, кој е многу постар и практично велат дека тука би требало да биде родена Евридика. Досега во Црнобуки е пронајдено депо со 1500 монети од времето на римските цареви, познатата стела, монета од Александар III Македонски и така натаму, што потврдува дека тука имало доста развиен живот, а самиот локалитет градиште бил населено место, распослано на 13 хектари. Но сега дилемите се уште остануваат, а прашање е кој и кога ќе финансира. Линк или Персеида со сигурност археолозите не можат докрај да потврдат, меѓутоа едно е сигурно, во битолското село Црнобуки се крие едно огромно археолошко наследство, кое е запишено и во материјалните факти, но и во мемориската историја. За жал, во овој момент нема доволно пари или воопшто нема интерес од надлежните институции тука интензивно да се истражува.